Во оваа прилика Институтот за старословенска култура Прилеп заедно со општина Прилеп домаќин и организираме меѓународен научен собир на тема материјализација на мислата и идеолошките концепти за културното наследство. Основната идеја за организацијата на овој научен собир е всушност на пошироката јавност да ги представиме сите оние димензии кои што се во културното наследство, а кои што се откриваат со нашите истражувања, а кои денес не се доволно јасни и видливи за современиот човек. Така што сметаме дека е многу важно да се обрне внимание на самата суштина и на самото значење на културните артефакти, објектите, народното творештво, легендите, митовите, литературните творби и така натака. Со оглед на тоа што Институтот за старословенска култура Прилеп се занимава со проучување од научен аспект на културното наследство, сметам дека ова прашање е посоодветно за институциите кои што се занимаваат со заштита на тоа културно наследство. Значи ние сме научно-истражувачка единица која што се занимава исклучително со проучување на културното наследство. И тоа после му користи на другите институции. Се разбира, таа е основната поента. Врз основа на нашите истражувања понатаму треба да се создаде солидна основа и за заштита, и за промоција, и за популаризација на културното наследство. Пред се идејата е со ваквите меѓународни собири, пред се идејата, како што кажав, да се унапредат познавањата за она што го имаме ние како културно наследство, да го ставиме во еден поширок меѓународен контекст и се разбира да го презентираме пред останатите научни заедници. Досега Институтот за старословенска култура во повеќе наврати има организирано ваков тип на научни собири и сметам дека ова е дополнителен придонес во она што веќе го работиме подолг временски период. Секако се гордееме со богатата продукција на научна литература, со многобројните фундаментални научни истражувања од областа на археологијата, значи голем број на археолошки ископувања во научен контекст се разбира, со бројни публикации и истражувања од областа на историјата на уметноста, на историјата, лингвистиката и така натаму. Значи институтот веќе постои оваа година, всушност имаме 45 години одбележувано од постоењето на Институтот за старословенска култура. Тој е формиран во далечната 1980 година и низ сите овие изминати децении мислам дека барем во меѓународни рамки имаме постигнато сме станати еден бренд, препознатливо име во кое што се препознаваат, значи сите оние истражувања фундаментални пред се кои што се однесуваат на културното наследство на македонскиот народ. Hello, I'm Jessica Morris. Добар ден, јас сум Джесика Ведел, студент на Универзитетот Кал Поли во Хамболт, Калифорнија, Арката. Чест ми е да бидам дел од овој меѓународен собир и да придонесам во проучувањето на македонското културно наследство. Oh, yeah, well, I prepared a presentation on... Во рамките на моето предавање на ова научен собир, јас ќе ги презентирам резултатите од истражувањата кои што беа спроведувани на археолошкиот локалитет Црнобук и Демиркапија, кои ги реализиравме во соработка со музеот, со Заводот и музеот Битола и Институтот за старословенска култура Прилеп. Во рамките на презентацијата ќе се презентираат податоците кои што се добиени со неинвазивните археолошки истражувања на овие локалитети.